Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се отвори третиот фестивал Денови на Балканска етноризница, кој го организира Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Етноризница од Куманово. Присутните имаа можност да проследат ревија на 15 женски народни носи од североисточниот регион, како и настапи на културно-уметничкото друштво Срма, ансамбл од Краков, Полска и Сдруженијето на пензионери од Куманово. Манифестацијата ќе продолжи денес на плоштадот во Кратово, а во недела на локалитетот Камени кукли во кратовското село Куклица по четврти пат ќе биде представена шопска свадба. Подготвивме и оваа година редица на содржини како културно-уметнички и оф-фест содржини. Имаме гости од Полска оваа година, значи ги проширивме границите од Балканот, иако фестивалот се нарекува Денови на Балканска етноризница, оваа година имаме гости од Полска, на некој начин европската култура ја носиме во Куманово. Се надевам на прекрасни два вечери, имаме ревија на еден колекционер на народни носи, имаме многу изработувачи на народни инструменти кои ќе се представат и така натаму. Има редица на оффест содржини, а во недела традиционално веќе по четврти пат на локалитетот Камени кукли во село Куклица се одржува четврта поред шопска свадба. Исто така и на овој настан имаме редица на гости, наши познати пејачи. Оваа година кума на шопската свадба е нашата естрадна уметничка Благица Павловска. Значи, како што реков, и таму очекуваме редица на оффест содржини. На првата вечер од фестивалот кумановци ја проследија и промоцијата на документарниот етнофилм Камените кукли раскажуваат од авторот Анита Трајковска Ѓорѓиоска, кој е реализиран со поддршка на Музеј Куманово и Етноризница. Овој филм говори за традицијата, обичаите на една шопска свадба, која што се веќе 4 години се одвива на локалитетот Камени кукли во село Куклица. Целта беше да се всушност промовира народната култура, традицијата, обичаите на шопите, кои што некогаш ги изведувале обичаите почетокот на 20 век, за да подосна се пренесат на новите генерации. Постои конкурс секоја година на кој што се пријавуваат млади брачни парови. На тој начин се одбира кој млад брачен пар ќе биде венчан на самиот локалитет. Инаку овој проект е финансиран од Министерство за култура на Република Македонија и е во продукција на Сдруженијето Ризница од Куманово. Филмот е планирано да биде прикажан на повеќе фестивали во државата, но и надвор од границите. Првата промоција следи веќе наредната недела во Кратово, потоа во Битола па Белград. Фестивалот го прогласи за отворен градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој посочи дека е горд што ја негуваме сопствената традиција. Инаку целта на манифестацијата, како што истакнуваат организаторите, е да продолжи традицијата и да се зачува културното наследство на североисточниот регион како дел од пошироката шопска област која се простира во централниот дел на Балканскиот полуостров.